Здраво на сите и ви благодарам што сте денеска тука да го проследите првото видео од краткиот курс кој што го најавивме, поставување на кариера за успех. Овој курс го креиравме следејќи ги насоките на доктор Лоана Маркес, која што работи во Харвард на школата за психологија и која што во голема мера се занимава на изучување на психологијата на луѓето и она што нас не носи или не поставува за успех. Јас сум Маријана Коскарова, коосновач на Creative Hub и сметам дека сум вистинската личност за држање на оваа презентација, бидејќи во изминатите 6 години сум токму насочена на помагање на луѓе да ја променат кариерата или да креираат нова во некоја од областите кои што ние ги нудиме. Оваа презентација има за цел да ви на некој начин да ви ги отвори очите или да ви даде еден увид во светот на програмирањето, да разберете дали е тоа навистина кариера за вас. И еднакво е апликативна и за студентите на фронтенд и на бекенд програмирање, бидејќи во основата и двете се исти, со тоа што нели има разлики во однос на програмските јазици кои што се изучуваат. Се надевам дека ќе уживате во неа и дека навистина ќе ви биде од полза. Да започнеме. Што ќе научите на овој курс? Значи, на овој курс ќе научите како да ја поставите вашата кариера за успех во програмирање. Ќе разберете како се мери успехот, што ви е потребно за успех, како да креирате дисциплина, бидејќи основата и суштината на успехот е дисциплината, методи како да ја постигнете целта, односно да се вработите, бидејќи ние секогаш сакаме да зборуваме за крајната цел. И студентите кои што се запишуваат на академија, секогаш во нивната глава и во нивниот мајндсет е секако крајната цел. Значи, сликата која што сакам да ја постигнам јас кога ќе завршам, не кога ќе завршам академија, туку кога ќе завршам со овој процес на остварување на мојата цел, кој што сум го започнал со запишување на академија, бидејќи сум морал да стекнам вештини, меѓутоа не завршува со завршување на академија, туку напротив, завршува кога ќе ја постигнете целта, а малце во детали ќе зборуваме подоцна за тоа. Кои се следните чекори во вашата кариера и како да го одржите успехот? Успехот е задоволувачки кога во текот на годините го одржувате. Не е целта да бидете најдобар студент на академија и потоа воопшто да не аплицирате за работни понуди. Не е целта да бидете одличен вработен, меѓутоа да не се охрабрите да аплицирате за тим лид или за некоја повисока менаџерска позиција. Значи, целта на успехот е континуирано да ве предизвикува. За ние да се чувствуваме како личности, ние мораме нешто да имаме кое што не предизвикува да бидеме подобри од тоа што сме. За утре да бидеме подобри од денес, ние мораме да имаме нешто што не предизвикува и тоа е таа одржливост на успехот во текот на годините, за која што ќе зборуваме исто така на овој курс. Зошто да учите од нас? Тука ставив три исечоци. Една е од Елена Берчиовска. Елена беше најдобриот студент на првата група на Академијата за фронтен програмирање во Македонија. И вика вака, веднаш по завршувањето на Академијата за фронтен започнав со работа како junior фронтен девелопер во Creative Hub. И ова е точно, само што заврши Академијата, јас испратив еден мејл дека имаме потреба од junior фронтен програмер кој што ќе му асистира на нашиот колега Никола во период од 3 месеци, нормално за тоа е платен. Елена беше најдобрата студентка и нормално дека ја земавме неа. Зошто го кажам ова? Ова го кажам за да ви докажам колку јас верувам во нашата програма. Зарем јас би вработила некој ако не верувам дека ги има знаењата. На страна од тоа што јас сум нели ментор на програмата за вработување, од друга страна јас сум и предприемач. Не постои човек во приватниот бизнес кога треба да даде своји пари и кој што ќе вработи луѓе што смета дека ги немаат вештините. Значи во приватниот бизнес се знае, мора да перформираш, мора да дадеш вредност на бизнисот за тие луѓе да те вработат. Ако јас не верувам во капацитетите на Елена, која што успеа да изгради нешто повеќе од 15 лендинг страни за нашите академии, бидејќи правевме навистина еден ченч на академиите, 15 лендинг страни во овие 3 месеци, тогаш немаше да ја земам, ќе земам некој кој што ќе ми ја заврши работата. Меѓутоа, бидејќи јас верувам во нашите програми, инаку Елена е архитект кој што се преквалификува, немаше никакво знаење, се преквалификува во фронтен девелопер
и затоа поради успехот кој што го постигна на академијата, подоцна ќе ви го покажам и незиното GitHub портфолио, ја земавме во Creative Hub. Тука стави еден исечок, една WhatsApp порака која што имам добиено. Здраво Аријана, фала многу за препораките. Почнав да аплицирам така за работа, како што не учеше ти на програмата за вработување. Имам прво интервју оваа недела, јас сум креатор на програмата за вработување, како и на курсот за фриленсер, како и на курсот за личен брендинг, односно поставување на вашиот LinkedIn профил. Зошто? Бидејќи програмерите најмногу се регрутираат на LinkedIn. Не само програмерите, било која од тек професиите, меѓутоа да речеме дека програмерите се на најголем удар од регрутери на LinkedIn. Ова е еден друг студент, Шкел Сахмети, од академијата која што имаме во Приштина, бидејќи Creative Hub не е само во Македонија, значи имаме и во Косово, имаме и во Мајами. И стакам да го прочитам тоа што го напишал. It's been a great journey so far. 4 months have passed since I've started my front-end program at Creative Hub without any prior knowledge. During this time, I've had the opportunity to add new skills in my background like HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript. Aside from my 8-to-5 job, scheduling my time to learn was a hard thing to do at first, but now it has become a habit and I'm proud of it. My next plan is to skyrocket my current skills and add new skills to my background. Currently, I'm learning React. As a beginner in the field of front-end development, I possess the right knowledge to start working as a junior developer, which knowledge wouldn't be possible without Creative Hub Kosovo, and especially our teacher, Husen Stubla, whom I want to thank for his lessons, advice, and support. Lately, I want to thank the most important person, myself, for working hard every day, not giving up, and believing. Значи, ова е исто така пример за некој кој што немал претходни вештини и кој што сега се чувствува дека благодарение на програмата која што имаме поддршката од нашите предавачи може да започне да работи како јуниор девелопер. И ова е вистински доказ зошто да учите од нас. Затоа што јас тука не ви продавам што ќе направите. Јас ви ги покажувам искуствата на нашите студенти. За да биде работата уште по јасна, на нашиот вебсайт ги имате гид профилите на нашите студенти. Значи нема тестимонијал што може да замени кога ќе видите реални вештини на некој или реално портфолио. Реално портфолио на еден студент ви кажува се за тој студент. Секој може да каже одлично беше, се беше супер и на крајот ако таа личност нема портфолио да покаже, ние ништо не сме направиле. Не е целта луѓето да бидат само срекни, целта е на дело да покажеме дека тие луѓе знаат. Отворете страната на Creative Hub, нашите GitHub портфолија на нашите студенти се прикажани таму, отворете ги портфолијата. Ако ништо друго ќе научите како треба да изгледа едно GitHub портфолио. И ова се учи исто така на програмата за вработување. Ние сме горди, бидејќи најголем амбасадор е кога ќе видите вештините на нашите студенти стекнати во real time. Значи, во real time ќе отворите какво портфолио има тој човек, каков дизајн направил, како изгледа неговиот код. И тука нема веќе дискусија. Може да се види дали оваа програма е доволно добра, дали овие луѓе знаат, научиле, или програмата не е добра затоа што портфолијата не се добри. И тука имам за пример портфолиото на Елена. Слободно може да го отворите, тоа е првото портфолио. Начинот на кој што ги имаме научено студентите е да го структурираат, значи да направат структура на портфолиото. Кои вештини ги научиле, кои проекти ги изработиле или кои проекти сведочат за дека они ги поседуваат тие вештини. Може тука да видите во HTML, CSS, Елена има лендинг страна за The Cupcake Factory, некоја сте сладкарница. Има бизнес вебсайт, landing page, class project, personal website, recreating landing page, после тоа има JavaScript проекти, events landing page, значи лендинг страна за некои ивенти, во React има направено to-do list апликација и marketplace и после тоа real projects for clients. Тука може да ги видите, бидејќи работеше за Creative Hub, може да ги видите страните, значи оно што го гледате како Data Analytics Академија, Women Leadership, Backend Академијата се токму искодирани од Елена. Меѓутоа не е само Елена, може да го видите и Бобан. Отворете го на Бобан GitHub-от и исто така може да ги видите проектите кои што ги има направено. Вака треба да изгледа едно средено GitHub портфолио, а тоа ни е целта од сите студенти кои што ќе се запишат на академијата. Бидејќи ја држам програмата за вработување, сакам една работа да кажам.
човек што има вештини, не можете да му убедите дека нема да најде работа. Човек што има вештини нема проблем да најде работа. Човек што има вештини никогаш нема да биде оставен да се мисли зошто е невработен. Меѓутоа, вие треба да знаете како да ги прикажете тие вештини, не е само да ги имате во себе. GitHub е начин на кој што може да ги прикажете вашите вештини како програмери. Освен GitHub, тука имаме и нормално и CV, имаме мотивационо писмо, имаме direct request текстови спремни кои што може да ги правите за reach out на компании, сето тоа се учи на програмата за вработување, затоа многу веруваме во самата програма. Од кого ќе учиш? Значи, друго прашање кое што треба да си го поставите. Прво е да видите какви вештини на дело имаат студентите кои што веќе биле дел од оваа програма. Вториот дел е кои се предавачите, јас од кого ќе учам? Дали овие луѓе веќе научиле некој пред мене? Имаат ли способност да пренесат знаење? Значи имаме Саше, Никола, Виктор од Нетсетера и другиот Никола кој што исто така и асистент на академијата и фронтенд девелопер во Creative Hub веќе 3 години. Ова тука што ви го извадов е скриншот од искуството на Саше Митковски, на првиот ментор, кој што видите колкаво работно искуство има. Меѓутоа не се насочувајте толку на работното искуство, видете го предавачкото искуство, способноста да пренесе знаење. Он е во Creative Hub од 2021 година како senior front-end lecturer, меѓутоа од десна страна може да видите дека тој предава од 2017 година. Од 2017 година предава во различен тип на академии токму фронт-енд програмирање. Значи има способност да пренесе знаење бидејќи веќе обучил бројни студенти. Така што многу значаен аспект во моментот кога се одлучувате или кога бирате академија е да видите од кого ќе учите. Проанализирајте ги профилите на овие луѓе. Исто така кај нас може и да закажете состанок ако сакате да дојдете во Creative Hub, лично да се запознаете со Никола и да поразговарате, да ви покаже, да ви го објасни неговиот кариерен пат, е исто така некој кој што променил кариера и да видите како тоа во реалноста изгледа. Бидејќи рековме, успехот не завршува со завршување на академијата. Вас целта не ви е завршување на академијата, вас целта ви е многу поинаква, ќе ја видиме подоцна во оваа презентација. Исто така и на академијата за ова е за бекенд програмирање, бидејќи рековме дека ова е презентација за двете. Ги имаме Саша и Виктор од Нетсетера кои што повторно ќе предаваат на бекенд, го имаме Драган Беговски, повеќе од 10 години има работно искуство во градење на веб апликации со PHP и Node.js и за прв пат имаме и ментор од странство, Ник Джексон, кој што е full stack developer во Mail Response. Ник е ментор на програмата за стажирање, односно на оние кои што ќе се запишат на програмата на Академија и работа, која што вклучува стажирање и ќе работат на проекти кои што треба да им дадат реално искуство. Ова беше на Виктор, снапшотот од неговото искуство приказано на LinkedIn. Друга работа, ако не ве убедија GitHub портфолијата, ако не ве убеди искуството на предавачите, ние на нашата страна имаме ставено бесплатен курс, 12 часа бесплатен курс. 12 часа по фронтенд, 10 часа по бекенд. Слободно отворете ги и видете дали ова е за вас. Нема секој да развие пасија за пишување на код. Меѓутоа, преку овие 12 часа тоа е доволен период за вие да сватите дали ова вас ве привлекува или не. Грешка што некои луѓе ја прават е што слушнале дека се заработува ако бидеш програмер, па затоа ќе се запишам на тоа. Да бидам искрена, во Creative Hub, бидејќи сме приватен центар, немаме луѓе кои што слушнале дека јас слушнав дека се работува, па и ќе се запишам. Секогаш ги насочуваме луѓето, ве замолуваме прво изгледајте го бесплатниот курс, видете дали ова е за вас, дали ќе имате пасија. Ако развијате пасија, тогаш нема да имате проблем да најдете работа. И затоа го ставивме овој бесплатен 12 часовен курс на самата веб страна. На крајот на веб страната можете да го видите. Гледа вака. Добиете имейл со сите часови. И ова е еден од видеото како Саша го држи курсот и детално ви објаснува всушност што се изучува. На Бекенд академијата исто така имаме бесплатен курс кој што го држи Драган Беговски. Ово е 10 часа.
И ова е скриншот од самите часови, што е она што се изучува. Има елементи од HTML, односно основи, бидејќи сметаме дека и студенти на бекенд можеби нема никакво претходно искуство, и има елементи од PHP, чисто за да видите некои основи и да се запознаете малце повеќе со бекенд програмирањето. Што значи, при селекција на академија, ако сакате да се поставите себе си за успех, прво видете што направиле други пред вас, дали тие луѓе што ќе ви го пренесат знаењето имаат претходно искуство, и пробајте еден курс да видите дали тоа вас ќе ве привлече. На Udemy ќе си платите за ваков курс, ние кај нас ќе ви го дадеме гратис. Значи, само видете, не сакаме да направите грешна одлука, бидејќи нашиот успех се мери преку успехот на нашите студенти, и нас е многу значајно вие да ја направите вистинската одлука. Фронтенд или бекенд, тука има некои common misconceptions или заблуди кои што ги имаат луѓето, и еве што е она што можеби од моето животно искуство сакам да ви го кажам. Полесно е за почетници, односно лица без никакво претходно знаење. Искрена да бидам, ова е мое мислење, значи се заснова врз база на мене и она што го имам видено во изминатите 6 години. Според мене, мислам дека полесно е фронтенд за да се започне, ако немате буквално никакво искуство во пишување на код. Иако и бекенд академијата започнува од почеток, значи таму има основи на фронтенд програмирање. Меѓутоа, доколку воопшто ништо не знаете, можеби за вас би било полесно прво да земете фронтенд, па после тоа можете да се надоградите и со бекенд академија. Одлични шанси за кариера имаат и двете, и фронтенд и бекенд. Тоа исто, ако кажеме само да работат со програмирање, тоа не е точно. Секоја професија, ако сте одличен во тоа што го правите, можете одлично да заработувате и да имате одлична кариера. Подобро е платено. Можеби за момент бекенд, бидејќи има многу помалце бекенд програмери, бидејќи е покомплексно, но тука не зборуваме за почетници, тука зборуваме за луѓе кои што веќе имаат 3-4 плюс години работно искуство. Повеќе се бараат на пазарот, има побарувачка и за двете. Можам да работам фриленс, можете да работите и со фронтенд и со бекенд фриленс. Сега, како да ја поставите вашата кариера за успех во фронтенд или бекенд програмирање? И сега за потребите на оваа вежба сакам да земете лист и пенкало. И првото нешто што треба да го направите е да направите истражување на пазарот. Каде сакате да бидете и зошто го правите ова? Како ќе се чувствувате на крајот? Можете да го паузирате ова видео тука и да се обидете да направите истражување и да си одговорите на прашањето каде сакате да бидете. Јас ќе ви го покажам истражувањето кое што ние го направивме. Всушност на Creative Hub на нашиот канал имате и една група работа и вработување во IT сектор, каде што секојдневно се постираат работни понуди. Па така јас отворив да видам еве што има нешто постирано и извадив неколку работни понуди кои што бараат React девелопери или девелопери со познавање од React или .NET или фронтенд, како и да е. Зошто ова го направив овој скриншот? Тука senior full stack .NET developer, повеќе од 2000 евра плата, значи тоа сакав да го кажа, и потребно е 4 години од искуство. Ова тука го имам ставено за тоа што мора да разберете една работа и ова се поврзува со делот на почетокот. Кога ќе завршите фронтенд или бекенд академија, вашата почетна плата нема да биде 2000 евра. Вашата почетна плата најверојатно ќе биде околу 400-500 евра, колку што и е нели просечната почетна плата во Македонија. Тоа е реалноста, бидејќи вие сте почетници, вие само имате вештини, немате никакво работно искуство, треба да го стекнете. Меѓутоа, после 4 години од сега, кога ќе го стекнете искуството, тогаш сте веќе компетитивни на пазарот. Тогаш можете да преговарате за цена, тогаш можете да бирате каде ќе одите, тогаш можете да диктирате услови. Тоа е крајната цел. Значи, крајната цел не е завршување на академија, крајната цел е да стигнете на ниво каде што вие сте толку добар програмер, што вие можете да ги диктирате условите и да го работите, вие да избирате што ќе работите. Меѓутоа, за тоа ви се потребни 4 години работно искуство. Исто така отворив на Upwork да видиме колку заработуваат програмери во Македонија, луѓе што работат фриленс,
и можеме да видиме еве околу 20, има некои $20 на час, има некои $50 на час. Имате личност која што заработила $40,000 од Upwork. $40,000 од Upwork. Сигурно оваа личност не е почетник, сигурно не е само што завршила академија. Меѓутоа, она што сакам да ви го кажам е дека вие за да стигнете до $40,000, вие треба да почнете од вештини. Ако немате вештини, нема да можете ни да стигнете до таму. Значи, првото нешто е вештините, а секако целта е она што сакаме да бидеме, или целта е она што сакаме да стигнеме. Ние сакаме да работиме $50 на сат и да можам да бирам проекти кои што јас ќе ги работам. Меѓутоа, јас имам одлични вештини, кои што што е разликата од некој кој што е почетник до некој кој што има 5-6 години работно искуство во програмирање. Разликата е што овој што има 5-6 години работно искуство, многу побрзо ќе го искодира сајтот, многу подобар код ќе има и многу подобро ќе се одржува тој код. Нема да се прашува ова вака е или така е, како треба да го направам, бидејќи веќе направил многу грешки на патот. И научил и ги има сите вештини, за тоа му ја дава брзината. Затоа овој $150 на час најверојатно многу побрзо ќе искодира веб страна за разлика од овој на $20 на час, бидејќи ќе му биде потребно поголемо време. Еве и други, значи веб девелопери $30 на час, $40 на час, можеме да видиме заработуваат $20,000, $30,000, меѓутоа пак не верувам дека станува збор за почетници, ова се луѓе кои што веќе имаат искуство, веќе изработиле проекти. За некој да заработи $30,000, тој требал да изработи и да изработи проекти. Со изработување на проекти, со пишување на код, истото е како кога учите странски јазик, треба зборот да го напишете неколку пати, треба да го употребувате и како го употребувате со текот на годините ви станува навика. Ова пишување на код, учење на нешто, учење на странски јазик, се се заснова на истиот принцип. Го повторуваш цело време или го работиш или го правиш цело време, се дека не ти стане на ниво на толку махинално да веќе да твојот мозок не треба да размислува кога го прави. Зошто? Бидејќи си го направил веќе 100 пати. И ти станало навика, ти станало рутина. Тоа е основата. Затоа искуството ја дава брзината на работа, а брзината ја дава после тоа цената. Јас тоа можам да го направам за многу пократко време, тоа е мојата цена. И јас бирам проекти кои што јас ќе ги работам. Сега, каде сакате да бидете? Најверојатно сите програмери сакаат да бидат некаде на плажа, во некој хамок и едноставно да работат, да си работат онлайн, да работат флексибилно. Многу луѓе избираат оваа работа заради можноста да се работи флексибилно, заради можноста да буквално да добијат слобода, значи да не мора да работат од 9 до 5, се кога работата е завршена, да може да го бираат своето време, да бираат од каде ќе работат и едноставно да ја уживаат таа слобода која што ја дава самата дигитализација, доколку работите во некоја од програмерските професии. Значи си ја работите работата, после уживате, слушате музика и нели верувам дека во вашите мисли замислувате некој како ви носи коктели, додека вие сте благодарни за животот кој што сте го создале самите себе. Најверојатно и се сликате да им пратите слика на вашите пријатели, да покажете каков јас живот имам и колку е тоа кул и супер да бидеш програмер, за тоа што имаш слобода да работиш од каде сакаш, кога сакаш и нормално да уживаш во животот. Значи, можеме да заклучиме дека целта, нашата цел, вашата цел тука не е да завршите академија, не е да се вработите после академија, вашата цел е да имате кариера која ви носи слобода. Зошто се бира програмирање или било која од професиите на технолошките науки, за тоа се кариери кои што можете да ги работите од лаптоп, било каде, и тоа е кариера која носи слобода. Значи, сега веќе имаме целта, нашата цел е да имаме слобода, можност за флексибилна работа која ќе ни носи доволно финанси за да имаме удобен живот, да не морам да мислам дали ќе имам пари да го платам кредитот, дали ќе имам пари да одам на одмор, дали ќе имам пари да си ја дозволам колата што ја сакам, дали ќе имам пари да го пратам детето на добро школување. Едноставно сакаме да
имаме кариера која што нема да ни дава грижи. Меѓутоа, покрај делот што луѓето сакаат да имаат кариера која што ќе им даде слобода, флексибилност и ќе биде добро платена, има уште еден друг многу значаен дел кој што многу луѓе го забораваат. Сакаме да имаме кариера во која се чувствуваме задоволни од самите себе. Кариера кога некој ќе напофали за добро сработен код, кога ќе го видиме кодот, ќе се чувствуваме горди дека ние самите сме го направиле тоа. Кариера во која ќе можеме да растеме. Кариера во која ќе можеме да добиваме нови предизвици. Не е само слободата, не е само флексибилноста. Многу позначен елемент е ние самите да се чувствуваме исполнети, затоа што сме горди на вештините кои ги имаме. Сме горди на предизвиците кои што се соочуваме, со предизвиците со кои се соочуваме секојдневно, како ги надминуваме бидејќи учиме и работиме во одлични тимови, на големи проекти, горди сме на тоа што сме дел, за тоа што имаме вештини да пишуваме добар и лесно одржлив код. Како ќе го постигнете тоа? Сега зборуваме за целта. Каде е целта? Целта е во година 5, целта не е во година 1. Многу е важно да разберете дека преку ноќ нема успех. Јас имам 15 години работно искуство. За да бидам тука каде што сум денес, на ниво да живеам на вистина апсолутна слобода, бидејќи тоа го живеам во Мајами, и имам 2 компании кои што ги водам од тука, во Македонија и во Косово, трета во Америка. За јас да стигнам тука ми требале 15 години, не 5 години, 15 години. При тоа да не забораваме дека немало во мое време вакви школи, академија каде што некој може мене да ме научи за лидерски вештини, за бизнис, за маркетинг и за сето она што ми е потребно за јас, за мојот бизнис да биде поставен за успех. Вази се потребни 5 години или барем тоа е проектирани 5 години. Година 1, што се случува во година 1? Стекнување на вештини. Вие не можете да почнете со искуство ако немате вештини. Значи, стекнување на вештини, се што треба да научам за да започнам со самостојна работа. Ке вложите 1 година да ги стекнете вештините. Само за споредба на факултет вложувате 3 до 4 години. Ако запишете мастер, тоа се уште 2 години. Значи, вие сте потрошиле 5 години за да стекнете вештини. Тука треба да потрошите 1 година. Година 2. Првото работно искуство. Први работни проекти, може би и фриланс проект. Започнувате вештините да ги ставате во функција. Започнувате самите да работите, самите да се ослоните на вашите вештини. Година 3. Втора година на работа. Веќе се чувствувам посигурен, кодот ми изгледа подобро. Јас, кога го вработивме мојот колега Никола пред 3 години, беше почетник. Значи, буквално почетник. Само завршен на академија и почетник, така започнам во Creative Hub. Јас лично го сведочам неговиот раст, неговиот напредок и неговиот код од година 1 до сега година 3, колку што работиме заедно. И можам да ви кажам дека има на вистина голема разлика. И во кодот, и во одржливоста, функционалноста, брзината, начинот на размислување. Комплетно е различно од година 3 до година 1. Година 4. 3 години работно искуство. Веќе можам да менторирам и практиканти во компанијата. Може би да добиам позиција на тим лидер, значи вие растете. Не заборавете, реков дека ова што ви го дава оваа професија не е само флексибилност и работа покрај плажа, туку исполнетоста. Да вие од година во година растете се повеќе, да можете на ниво да го пренесувате вашето знаење. Дека сте толку сигурни во себе си, замислете пред 4 години не сте имале ниту вие вештини, сега можете да ги пренесете на некој. Тоа е делот на растење, на раст во компанијата, тим лидер. Година 5, 4 години работно искуство, почнам да работам по големи проекти, имам целосна доверба од колегите, можам да работам и флексибилно. Кога ги диктирате условите? Ги диктирате условите кога веќе сте сигурни во себе, кога веќе сте сигурни во вашите вештини, кога веќе станувате оно што се вика scarcity. Ако ги видите работната позиција отворена работа во IT кариера, сите оние кои што викаат 3-5 евра работа на проекти, така натаму, оние каде што одлично се заработува, се позиции кои што бараат 4+ години работно искуство. Тоа треба да ви биде целта, треба да бидете реални, меѓутоа треба да знаете дека времето ќе помине секако и да правите нешто и да не правите ништо, времето секако ќе помине.
Разликата е што ако започнете денес, за 5 години сега ќе остварите целта за која што зборувавме. Ако не започнете денес, времето секако ќе помине, а вие можеби едноставно ќе се чувствувате се понезадоволни, бидејќи нема да ќе сакате да стигнете таму, меѓутоа едноставно немате вештини за да го направите тоа. Бидете реални. Значи, јас не сакам на никој да му продавам академија. Јас сакам на луѓето да им објаснам која е реалноста. Дали можете да одвоите 5 години од животот за да постигнете цел на флексибилност, на исполнетост, на задоволство? Тоа е прашањето кое што треба да си го поставите. Колку вреди вашата среќа, колку вреди вашата професионална исполнетост, колку вреди. Ако тоа вреди, тогаш знаете каде да почнете. Меѓутоа, бидете реални. Целта не вие да се вработите после академија. Целта вие да имате 4 години работно искуство и да можете вие да диктирате услови и да ја живеете слободата која сакате да ја живеете. Сега ќе направиме уште една вежба. Значи, првата беше да направите истражување на работни позиции и да поставите според тоа, да ја поставите целта. Вежба број 2 е како ќе се чувствувате кога ќе постигнете тоа. Повторно земете лист и пенкало и нацртајте еден круг. Во кругот централно напишете која ни е целта. Целта ми е кариера како девелопер. Можеби ова би можела да го сменам во 5 плюс години работна кариера како девелопер, флексибилност, слобода, исполнетост. И околу неа напишете како ќе се чувствувате кога ќе го постигнете тоа. Ќе се чувствувам слободен од грижи, нема да мислам како да го поминам месецот. Значи, кога ќе бидам успешен девелопер, јас ќе се чувствувам слободен. Ја нема воопшто да размислувам дали ќе имам доволно средства јас да го поминам месецот. Среќен, работам работа што ја сакам, мојата работа ме исполнува. Има една поговорка која има многу голема вистина. Ако работите работа што ја сакате, нема да се чувствувате дека работите ниту еден ден. Горд, бидејќи сум успеал да направам кариера, сум успеал да направам нешто од самиот себе. Другите луѓе ме гледаат и викаат, леле, супер му е на овој, има топ кариера. Ќе се чувствам горд со самиот себе. А другите чувства или другите емоции, слободно допишете ги самите. Ова беше само еден пример како да ја направите оваа вежба која што се вика focus wheel или тркало на фокусот. Каде ви е вашиот фокус, каде ви се вашите мисли, таму е вашата енергија. Ако ја насочите вашата енергија на фокус како кариера, како девелопер, тогаш тоа ќе станете. Ако ја насочите вашата енергија на фрустрации, зошто ова, зошто тоа, тогаш само ќе добиете повеќе од тоа. И вашата енергија ќе оди на работи кои што нема да ви носат назад успех, нема да ви носат назад позитивни емоции. Затоа, првата цел е да ја поставите, или успехот кога го поставуваме, прво ја поставуваме целта. Втората работа е да разберете како ќе се чувствувате кога ќе постигнете целта. Искрено ви посакувам, она што јас сум го правела е еден ваков фокус wheel и закачате си го над креветот или некаде каде што ќе можете да го гледате, можеби на работното биро, некаде каде што ќе можете да го гледате на дневно ниво. Верувајте ми, секој пат кога ќе погледнете вашето тркало на фокусот, ќе се чувствувате со позитивни емоции. А се почна со тоа како се чувствуваме. Тие позитивни емоции ќе ви дадат мотивација за да продолжите. Јас не викам дека е лесно, меѓутоа, ако тоа ви е целта во животот, зарем не вреди на вистина да се посветите за да ја постигнете. Како се чувствувате сега? Направете го тркалото на фокусот и кажете ми како се чувствувате после тоа. Јас секогаш кога правам тркало на фокусот, после тоа се чувствувам многу исполнето, многу смирено, се чувствувам како веќе да сум успеала во целта и сум уште помотивирана за да продолжам со се она што треба да го направам за да стигнам таму. Вреди ли да се обидете? Тоа е последното прашање за денес. Ако чувствата кои што ви предизвика вашето тркало на фокусот се оние кои што сметате дека се вистински за вас, се оние кои што сакате да ги имате, тогаш одговорот мислам дека веќе го имате и самите.
Ова беше крајот на првото видео. Се гледаме во следното видео, каде ќе разговараме во детали како се мери успехот. А нашата денешна цел беше всушност да го поставиме успехот. Тоа го направивме. Сега знаете точно каде сакате да одите и како ќе се чувствувате кога ќе стигнете таму.